Другарство. Над својата масичка Славе ја држеше обесена рамката во која беше распоредот на часовите. Секое утро тој го погледнуваше распоредот. Потоа ги ставаше в чанта оние книги што му беа потребни за тој ден. Но еднаш чудно се збрка. Наместо за среда, стави книги за четврток. Беше уверен дека е четврток. За среќа, првите часови се совпаѓаа. Имаше се што му беше потребно за македонски јазик и за математика, но за часот по ликовна култура, освен молив и гума, немаше ништо друго. Сите ученици се подготвија, ги извадија блоковите, боиците и чечињата. Славе збунето гледаше на сите страни, најмногу кон вратата од каде што требаше да се појави учителот. Што да прави? Да има поголем одмор би претрчал до дома. Вака, неговиот другар Филип, со кого седеше во иста клупа, зачудено го погледна. Зошто не се подготвуваш? Го праша. Сум донел книги за четврток. Сум сгрешил. Па што не кажеш? Му рече Филип и извади од клупата нов блок. Земи, послужи се. Јас во стариот блок имам уште 2 листа. Славе се изненади. На лицето му заигра среќна насмевка. Немам ни боички. Знам. Штом немаш блок? Еве ти ги овие. Земи ја и четкава. Влезе учителот. Им кажа што да работат. Славе почна да црта. Беше наполно смирен. Беше и насмевнат, расположен. Не знаеше дали повеќе се радува за тоа што никој не разбре за неговата грешка или за тоа што има таков другар. Народна поговорка: вистинскиот другар се познава во неволја.